Пропаднат род, уништени посеви, штети кои го десеткуваат земјоделството, предизвикуваат климатските промени. Земјоделците од Струмичко години и наназад се дел од проекти кои се реализираат со цел намалување на влијанието од овие климатски пореметувања, кои носат непредвидливи и драстични временски и температурни амплитуди. Од ресорното министерство велат дека потребна е национална стратегија за справување со климатски промени. Затоа и подпишаа договор со Светската агенција за храна. Република Македонија има природен потенцијал и извонредни климатски почвени услови за квалитетно и конкурентно земјоделско производство, што представува добра основа, но не е доволно да се постигнат поголеми приноси, поквалитетни производи со додадена вредност и повисоки приходи од земјоделската дејност. Неповолната структура на земјоделските стопанства, малите и фрагментирани земјоделски парцели оневозможуваат примена на современа технологија и инвестиции за развој, а следствено на тоа не ги даваат посекуваните резултати. Зголемениот конкурентски притисок од либерализацијата на трговијата со земјоделски производи представува сериозен предизвик на најголемиот дел од македонското земјоделско производство. Земјоделците не се соодветно организирани за да ги почувствуваат бенефитот од здружувањето на пазарни основи, а нивната едукација и информираност не е на потребното ниво. Овие состојби представуваат силен мотив и обврска во процесот на прилагодување кон заедничката земјоделска политика на Европската Унија. Република Македонија како земја кандидат за полноправно членство во Европската Унија не само за да ги почитува основните одредби и начала на европските политики за земјоделство и рурален развој, туку заради сопствениот интерес. Министерот Николовски неодамна на посетата во Струмичко истакна дека подготвуваат повеќе активности за заштита на производството на земјоделците, зголемена конкурентност на земјоделскиот сектор, подобрување на животот во руралните средини преку одржлив рурален развој, како и одржливо управување со природните ресурси и справување со климатските промени, се главните приоритети и области на тригодишниот договор. Програмската рамка на ФАО за периодот 2018-2020 година ја подпишаа властите. Земјоделството и производството на храна играат витална улога во македонската економија, учествувајќи со 16% во бруто домашниот производ и вработувајќи повеќе од 1/3 од работната сила. Поради големата расцепканост на земјоделското земјиште, едно земјоделско стопанство е во просек помало од 2 хектари. Земјоделските стопанства се одликуваат со ниска продуктивност и конкурентност во споредба со другите земји во регионот.